40 години од величествено символичниот чин, преносот на посмртните останки на Гоце Делчев, великанот на македонското револуционерно движење, човекот што по херојската смрт постојано вршеше револуционерно воздејство врз сите македонски генерации. 40 години остварен завет на Гоцевите соборци, тој да почива во столнината на независна Македонија. И еве го денешното чествување пред гранитниот саркофаг за Гоце, гранитниот бедем на македонската самостојност. Така му било пишано, гробот да си го сони. Срце го клукна Прокоба, стегајќи в гнев ступаница. Имаш ли доволно гробје, ој Македонијо? Покрвава за уште една рана баница. Побогати сме сега со уште една смрт и пресен гроб. Таголе исплакана, остани горда и недоустена. Разгрни пазови црни земјо извалкана, запустена, за да го прегрнеш сина си што беше најмалку роб. Плачот му прилега на оној што има солзи доста. Ти безсолзна немошнице, преголтни најгорчлив јад и биди за уште една загуба погорда. Оти тој Левент млад, на твоите чеда им завешта, бој да умираат и простум. Овој пат нашето собирање се разликува од вообичаеното катагодишно навраќање на ова место на денот на неговото загинување. Се собравме сега на еден подруг јубилеј, на 40-та годишнина од пренесувањето на посмртните Гоцеви останки на ова знаменито место и пред овој саркофаг, поставени среде столнината на штотуго ослободената Македонска република. Со положувањето на Гоцевите мошти овде, во оние октомвриски денови на 1946 година, придружено тогаш со за него достојните воени и граѓански почести, се оствари историјскиот аманет на неговите соборци, тие мошти вечно да почиваат во столнината на Македонија. Од тогаш, овој споменик стана македонско светилиште, место на поклонение пред споменот на Гоце и на сите Гоцеви знајни и незнајни соборци и македонски страдалници. Во тие денови на 1946 година, најдостојниот син на Македонија, роден во Кукуш, загинат во Серска баница, долго чуван од соборците емигранти, чиниш и самиот посмртен емигрант, придружуван од почесниот батальон на нашата војска, најсвечено пречекуван и испраќан низ градови и села од Горна Џумаја до Скопје и следен од сиот народ преку Радио Скопје, мртвиот Гоце тогаш се враќаше во татковината. Ете така и мртов бидејќи, Гоце Делчев чиниш продолжуваше да ја споделува судбината на својот народ, да чмае во македонските невремиња, во за него туѓата земја и да ја биде вратен на татковината во самите мугри на незината слобода. Јас го разбирам светот единствено како поле за културно надпреварување на народите. Треба да се просвети, организира народот, да се вооружи, да му се влее вера во неговите сили, да разбере како може да се оттргне од робството, мизеријата. Треба да му се отворат очите. Дали има народ понесреќен од македонскиот? Дали има некаде пошироко поле за работа отколку во Македонија? Дали може да има друго место за еден македонец, освен Македонија? Надаме Груев, 1894 година, Гоце.
Врховистите сметаат дека со мојата смрт ќе се уништи ВМРО, но се лажат во тоа, бидејќи семето што ќе се посее, ќе даде и добар плод. Македонија ќе биде слободна. Предавникот Гарванов дошол во Солун да ме предаде на турците. Јас не сакав да се сретнам со него, но породнината учителот Иван Манолов му испратив писмо во кое му напишав да ме остават жив уште 2 години. Не зашто се плашам од смртта, туку затоа што се чувствувам должен да извршам уште некои обврски за слободата на македонскиот народ. Не се знае дали најнапред била Македонија, па од неа произлегла маката, или од мака е создадена Македонија. Само сигурно е дека низ историјата од секогаш се во нераскинлива врска, а тогаш, кога некој се обидувал да им одреди граници, редовно се случувало да кога на едната и ги скратувале границите, другата станувала безгранична. Безгранична како желбата на македонците сами да решаваат за својата мака и Македонија. 21. април по старо, 4. мај по ново, 1903 година, 4 дена по акциите на гемиджиите во Солун и 2 дена спроти Ѓурѓовден, имениот ден на Делчев. Село Баница, Серско е домаќин на војводите Гоштанов, Хаджидимов и Гоце Делчев со уште 11 комити. 1500 турски аскер под команда на Хусеин Тефик, соученик на Гоцета од военото училиште во Софија, го срдисува селото, надевајки се дека секој поединечно лесно ќе дојде до 1000 турски лири, колку што ветил султанот за главата на Гоце. Во започнатата нерамна борба на излезот од селото, куршум во левата града смртно го погодува Гоце Делчев. Марксистот Димо Хаджидимов напиша: 15 сати турците не смеа од нашите куршуми да се приближат до нашите убиени. 15 сати ние го гледавме мртвиот Гоце приведен мисечини над гробот на Македонија. И 15 сати ни се кинеа срцата. По палежот и грабежот низ селото, во моментот на идентификација на 4 убиени и на едниот ранет, Тефик го препознава Гоцета. Во истиот миг, еден од војниците го забива бајонетот во челото на мртвиот Гоце. Тефик веднаш го казнил војникот и, одавајќи му почит на мртвиот борец, наредил загинатите комити да се закопаат по христијански обичај со свештеник, додека телата на Делчев и Гоштанов наредил да се носат во Серез. Веста за смртта на Делчев болно одекнала во Македонија, а добила исклучителен публицитет низ целиот свет. Серскиот револуционерен округ прогласил дури и 6-месечна жалост. Странските амбасади во Цариград, нивните конзулства во Македонија и давале исклучителна важност на смртта на Гоце. Агенцијата Ройтер пренела подробен опис на смртта. Таймс на 9. мај 1903 пишувал дека со смртта на Гоце вознемирената дипломатија уште повеќе се засилила, а во написот пак од 11. мај го наречува вистински водач на познатата организација ВМРО и главен поттикнувач на целокупното движење. Парискиот Лютон на 9. мај пишува дека загинал главниот шеф на внатрешната организација. Тоа е нова загуба што ќе биде непреценлива за еднината на востанието. Тоа е удар најчувствителен за внатрешната организација, чија душа беше Делчев. Виден простор посветиле италијанскиот и австрискиот печат. Рускиот анархист комунист Рогдаев пишувал: Душата на македонската организација беше Гоце Делчев, овој балкански Гарибалди, тип на неуморен народен револуционер. Англискиот новинар од Daily News пишува: Делчев за многу години беше душата на револуцијата во Македонија. Делчев беше идол на десетици илјади македонски селани. Беше човек кој стана движечки дух на организацијата. Францускиот публицист Рене Анри Делчева го окарактеризирал како создавач и раководител на внатрешната организација, кому акцијата не му е својствена, но идеален пропагандист и гениален организатор. Хрватскиот печат живо коментирал: Загребски обзор. Со Делчев падна човекот што беше душата на сегашново револуционерно движење во Македонија. Со неговата смрт е зададен главен удар на ВМРО и на незините цели. Неговата смрт видно дејствуваше врз македонското движење,
на кое тој му беше душата и срцето. Во илустрација Илинден, книга 6, страница 6, Михаил Чоков, главниот актер во прибирањето на коските на војводата Делчев, ги споменува дека по добивањето на некаква телеграма од Солун, телата на Гоштанов и Делчев ги враќаат и ги закопуваат на местото каде што загинале, што многу помогнало да се знае гробот на големиот револуционер. Тој понатаму пишува дека во пресрет на Ѓурѓовден, 23 април 1906 година по старо, по неговото враќање од Кумановско и по консултациите со Сандански, пошол да се сретне со Атанас Спасов Таската Серски во селото Горно Броди, од каде што заминале за Баница. Донесовме одлука, вели, точно 3 години по смртта да ги скопаме гробовите на Гоце и Гоштанов. Ноќта за Ѓурѓовден во една ливада до самото село ги раскопавме гробовите и на наше големо чудење утврдивме дека градните коски на Гоце се уште не се разложени. Бевме принудени да ги земеме само черепот, рацете и нозете. Дури 2 години потоа, 1908 година, клисарот Никола Мутавчиев ги дооткопува градите и ги комплетира коските во сандачето што се наоѓа под светиот стол на црквата во Баница се до 1917 година. Село Баница 3 пати гори исто и црквата, но коските остануваат негибнати. Меѓу луѓето се шушка дека Господ лично ги штити. 1906 година, 3 години след убийството на Гоце, Чаков отива в Баница. Той не може да търпи, че коските на Гоце са в Баница. Може би турците или други предавници да извадат коските. И с това трябва да ги изваде коските на Гоце. И отива да извиква Клисара. Коло се казва Клисара. Клисара Коло. И да казва, а Баница е полуразрушена. Много малко кучи остане така. Значи турците са изгорели Баница. Но не е цялата изгорена. Олтара на църквата стои. И отива Чаков, взима този Коло Клисара, ела каза да вземем коските на Гоце, но ги намерише до съндъче, да ги турим и в олтара на църквата да ги погреваме. Да са скрити. Добре. Значи, взимат съндъчето, отиват на гроба на Гоце, но там е и този Димитър Гощанов. Сега, кои са коските на Гоце, не може да разбера. Двама са. След 3 години са вече разложени, нали така? И кои коски да вземат, те по белега, значи че ли нарочно е направил войника. По белега на челото, дупка на челото има. Кой има дупка? Димитър Гощанов няма. Гоце има. И взимат, това Чаков го е разправил, значи взимат тази главата, черепа. И генерал Савов с войската близо са до Баница. И той казва, генералът казва, освободи мен 1-2 дена, да отида близо е Баница, тук е погребан Гоце Делчев, аз сакам да взема коските, казвам, да ги пратя на моята жена, да ги скрият, защото може сега войдата да ги разруши, да може да ги намерят после. И разрешава му генерал, отива той, бара този Клисара, не може да го намери. А Баница е цялата разрушена вече. И отива в близко селата, намира Клисара, ела вика сега коските ги вземем, намери една торба. Намира той една торба, изваждат коските, турат ги в торбата и вика, че идеш сега в Оксанди. И той тръгва за към гарата. Тръгва към гарата, добре, ама сега да слезе под моста. И оставят турбичката на моста отгоре. И той слиза под моста. И след малко качва се, торбата нема. И почва да вика там, войници минават, отпускари си отиват, нали, на гарата. Нещо не видехте, някоя турба, никой не каза, че видя. И тогава се стил да иде при коменданта на гарата. И отива на коменданта, господин комендант, така и така, коските на Гоце Делчев, една турба беха. Никой не минава, освен войници. И сега войниците ги се заминат, не знам къде са коските. И той казал, не бой се, влаки, ще закъснеем малко и ще намерям. И той ги извикал войниците. Стройте се войници. Строят се войници. Кой е намерил някоя труба с коските на войводата Гоце Делчев, една крачка напред.
И един войник речел, виноват, аз съм виноват. Къде са коските? Еми аз ги взех коските, взех турбата, мислех, че нещо рана ядене, за да ядене. Като видех, че са коски, в една нива ги фърлих. Така ли? Тя скоро дойдеш да ги намериш. Отивах в Санти, намира жената и тя бега къде ще иде в Асеновград. Тя закрива в багажа коските и на никога не казва. И Чаков след войната вече връща се къде иде. Той знае, че неговата жена в Санти, тя най-близо до Асеновград. Но 23-та година решил да отида в София. И отива в Македонски дом. Македонски дом, събрани са там, управата, и там Георги Димитров. И казва, коските на Гоце Делчев са у мен. И тогава Георги Димитров казал, коските на Гоце трябва да бъдат сега в главния град Македония. Гоце е роден в Кукуш, в Македония, убит в Баница в Македония и коските не може да бъдат в България. А ние живеехме в Горна Джумела, това е Благоевград. И получихме известие от Македонския дом, елате, защото ги погоревме коските на Гоце. А ние не знаем, че коските са донесени в София. И дойдохме в църквата Свети Крал. Света неделя се казва. В Света неделя имаше около 100 венеца. Съобщили във всички градове, дето има македонски дружества. Сега трябваше да идем в там по-малка църква. А в по-малката църква са събрали най-големите върховисти. В двора една маса. И наредихме се около масата. И качи се по Думев. Думев, то от Воден. И почна да говори. Сега Гоце умре. Сега него го замества Тодор Александров. Той ще освободи Македония и пред мен един възрастен човек отиде в Анаго за нозите. Tu не те стран, вика. Гоце ке сравняваш с този убийц, вика, с този кръвопиец, вика. И като се спуснаха тия върховисте, блъскат, това беше Недо Раздолчо, Атанас Раздолов. А ние, нашето семейство, разбрахме защо не викат. Ако знаехме, че ги не викат това да Тодор Александров да го сравнят с Гоце, нямаше да идем. В 1923 година се образува македонскиот филм и коските ги изнесовме од мојата куќа на улица Владанска, број 20, Свечено, пишува во сеќавањата Чаков. Од Илинден 2 август до 12 август коските стоја во Света недела на поклонение, а потоа неколку месеци стоја на таванот од црквата до коските на Раковски, за конечно да бидат однесени во канцеларијата на Илинденското друштво со следниот завет. Ги колнеме поколенијата, светите мошти да бидат погребани во главниот град на независна Македонија. Сонот конечно се оствари 1946 година. Делегација на Народна република Македонија оди во Софија да ги донесе коските и да ја оствари заветта. Еден ден во 46 година председателот на владата Лазар Колишевски ме извести дека треба да се испрати делегација во Софија за да ги доведе отаде моштите на Гоце Делчев и некоја литература од Институтот за национална историја кои илинденците го има во Софија. Бидејќи јас работев, избирав податоци за Гоце Делчев и имав напишана известна поголемка статија тогаш на времето,
Тој ми рече дека ќе можам и да кажам нешто и познавам работите и затоа сум определен од владата и јас додам во таа делегација. И ние поедовме таму. Таму не примија многу добро. И илинденците во институтот, и со сите што контактиравме, имаш од разни средини, од Централниот комитет, од земјоделците, од младинци, од младинска организација, со сите разговаравме и сите бе некако прифатена идејата дека е Гоце Македонец, дека треба да се оди во татковината, дека овде е некако како во туѓа земја. И за мене беше многу радосни моменти и се надевав дека комунистите на вистина зеле исправно становиште по националното прашање. Само некоја сенка врти со некои раководители од Комунистичката партија, тогаш што причав, има некоја скриена така оддалека резерва која не може да ја кажа отворено, како ова да е некоја понова работа, како историјата да била нешто подруго, но сега е добро и тие се согласни потполно да се изврши. Јас бев во институтот кога се предаваше, таму не поздравија, јас отпоздравив од името на нашата делегација, се оформи документ, го подпишавме документот, јас, Петрушев и уште едно друго лице кое не се сеќавам кое беше, ни прередија банкет, на банкето здравите се одржаа, поздравувам и јас таму отпоздравив. И така целата церемонија, целиот и прием во Софија течеше многу добро и за наше големо задоволство. И овие од институтот кога ни предаваа, кога се вршеше тоа примопредаја, со таков патос говора, со такво воодушевение, оти еднаш Гоце ќе се врати во својата татковина, каде што му е местото во Скопје. Тоа беше на колона прилично долга се формира и одевме од село до град, сегде народот не причекуваше, излегуваше, носе венци, носе цвеќина, се загрелувавме, се гушневме, тоа беше една голема радосна процесија која оеше низ цела Пиринска Македонија, така да речем. Дојдовме во Џумаја, сега во Благоевград, таму исто големи собери се враќа, говори, па оттук одевме во село, Врач, некои други села, кои не можам сега да се сетам точно, и најпоследен дојдовме во Петрич. Тука решивме да преноќаваме, не пречека убо, не сместија многу добро и голем говор одржавме таму, митинг се собра, на кој говореше Лазо Мојсов. Се сеќавам ми сега многу живо за тие настани кога и јас како член на делегацијата од Народна република Македонија бе во Софија за преземањето на коските на Гоце Делчев. Тоа беа многу свечани моменти. Иницијативата да се дојде до таа идеја и да се на еден многу официјален начин пренесат коските на Гоце Делчев дојде од бугарска страна и од владата на Отечествениот фронт и од мнозина македонски активисти што живееа во Софија и кои беа истакнати раководители во Отечествениот фронт. Се водеа низа договори меѓу владата на Народна република Македонија и Отечествено-фронтовската влада во Софија и како резултат на сето тоа една доста голема делегација на нашата влада замина за Софија. Јас бев нејзин член како народен пратеник од Собранието на Народна република Македонија. Во тие октомвриски денови и во Софија и во сите населени места и градови низ кои поминавме на патот од Софија кон Струмица и Штип, бевме сведоци на еден голем подем и на званичните раководители и на населението за врските кои се создаваат меѓу Нова Југославија и Нова Бугарија, меѓу Бугарија и Народна република Македонија. Особено беа многу силни искажувањата на разните манифестации
во Софија, во Македонскиот дом, во Народниот театар. Се сеќавам многу добро на вечерата која ни ја приреди председателот на бугарската влада Кимон Георгиев, а на која присуствуваше и тогавашниот секретар на Централниот комитет на Бугарската работничка партија Трајчо Костов. На таа вечера бевме сите ние што бевме во делегацијата. Јас зборував од името на делегацијата, а Кимон Георгиев не поздрави како председател на бугарската влада. Потоа тргнавме од Софија и преку Горна Џумаја, Свети Врач, дојдовме во Петрич, каде на 8 октомври се одржа најголемиот митинг пред доваѓањето на територијата на Народна република Македонија. На тој митинг јас зборував и многу ми се останати во впечаток силните одзиви на населението. Тоа беше многу илјаден митинг, целиот град и сите од околните населени места беа дојдени и таа манифестација ми остана во сеќавање како еден од јарките примери на зближувањето меѓу нашите две земји. Тие моменти ни покажуваат дека со заемно разбирање може да се дојде до многу блиски врски меѓу Југославија и Бугарија во целина, меѓу Македонија и Бугарија. Тие 2 дена минати во Софија по повод пренесувањето коските на Гоце Делчев во Македонија, така остануваат во еден страшно, во еден спомен, во едно сеќавање кое длабоко ги одразуваше чувствата на македонците во Софија и особено оние низ Пиринска Македонија. Се реализираше еден голем завет, коските на еден од најголемите синови на македонскиот народ, трагично загинат во Баница, да се пренесат во слободната татковина негова, во Македонија. И желбите на сите македонци во Софија кои през целото време на собствената борба живеа со тој идеал да се ослободи татковината, да можат да се вратат во Македонија или да имат комуникации со својата слободна татковина. По тој повод беше организирана голема академија на која говореше Тодор Павлов. Целиот негов реферат беше посветен на ликот, на неговите лични сеќавања за Гоце, за делото и животот на Гоце, опишувајќи го како извонреден талент, како безпрекорна храброст и оданост, како голем и патриот и способен идеолог кој го согледуваше идеалот за ослободување на својата земја само низ борба, собствената борба на македонскиот народ. Со таа академија завршија свечаностите во Софија и Одарот со една прилично доста голема поворка тргна низ Пиринска Македонија на пат за Скопје. Се сеќавам на митинзите кои по тој повод беа одржувани низ Пиринска Македонија, почнувајќи од Џумаја, сегашен Благоевград, Свети Врач, денешен Сандански, Петрич и уште некои места.
Цела Пиринска Македонија живуваше тие денови со пренесувањето на коските на Гоце Делчев во својата татковина, во слободната татковина. Митинзите организирани по тој повод беа величенствени. Целиот народ беше на митинзи. На еден за нас малу така необичен начин, али начин во кој имаше чувство на голема љубов кон Гоце. Чувство на голема оданост кон делото на Гоце, пропратено со страшен пиетет. Целиот народ со клекнување му даваше почит на големиот Гоце. Во исто време поврзано и со една радост што на крајот се реализираат идеалите на Гоце. Гоце оди спокојно да лежи во ослободената земја, во ослободеното Скопје, пропратено со големи надежи на сите пиринци дека таа символика, патот на Гоце низ Пиринска Македонија за Скопје, ќе ги отвори вратите, ги руши границите и за добри односи помеѓу Југославија и Бугарија и особено со решавањето на македонското прашање, онака како што го беше поставиле Тито и Димитров, се решават и многу покрупни прашања за односите меѓу балканските народи, а посебно за иднината на македонскиот народ пошироко гледана. Тоа чувство кај секој пиринец, кај секој човек низ Пиринска Македонија може да се види. Тие моменти се оние кои ми останава од најдлабоко сеќавање за тие денови, за тој пат на коските на Гоце кон Скопје. Во Скопје е составен одбор при Народниот фронт за дочек на коските на Гоце. Во тој одбор ја влегував исто како домаќин на градот, председател на градскиот народен одбор и имав следната задача: да припремам местото каде што ќе треба да се постават коските на Гоце. Се определи местото, црквата Свети Спас во дворишето. Но во тоа време целата црква беше заобиколена со некои трошни згради, неуредни, немаше никаков изглед за таква една свеченост. Затоа моја задача беше да припремам теренот, тоест да срушам оние зградички, стари, дотрајали, неугледни, влезот, исто така и пред влезот да се припреми, да се изравни целиот тој терен. За таа цел срушивме неколку згради, два такозвани Анови, Мавровските, Јанчани, имаше тука некои. Посадиме дрца, направивме паркче на брзина и плюс требаше јас да спремам саркофаг во кој што ќе стојат коските на Гоце Делчев. Се дискушираше околу тоа. Дали споменик во дворишето да се подигне, а да се закопаат коските, или саркофаг, а споменик на друго место. За таа цел јас го ангажирав стариот Нестор, мајсторот резач, и да изработи мало еден сандук, сосема мал, али во резба, во која што да се смесат коските. Сето тоа во рок за околу 20 и неколку дена се заврши, макар што беше тоа една голема работа. Целиот град се стекна, излезе уште на крај на градот да ги дочека коските и заедно со коските и со луѓето кои што ви беа задолжени, дојде во
Свети Спас во дворишето, беше намесен веќе саркофагот, уредена врата, улозната врата, каманаријата ја нешто понаправивме и на тој начин се создаде една стално место кај што ќе стојат коските на Гоце и саркофагот кој што ќе не подсетува и ќе ги подсетува сите поколенија кои што идат по нас. Нова Македонија од 7, 8, 9, 10 и 11 октомври 1946 година известува на првите страници за патот на Гоцевите коски низ Пиринска Македонија, за френетичните пречеци, неизмерната радост на луѓето, за огромната почит кон Гоце и делегацијата од Народна република Македонија. Изразите на радост што конечно коските си го наоѓаат вистинското место, што се остварува заветта, ја пратат поворката од автомобили и автобуси низ целиот пат по Народна република Македонија. Првиот национален празник 11 октомври се слави уште посвечено и составањето на коските во Скопје во дворот на црквата Свети Спас. Мраморниот саркофаг што стои на 3 столпчиња кои ги символизираат трите дела на Македонија, цврсто ги чува коските во мир од какво било уривање. На 12 октомври 1946 година во градскиот парк на пригодна свеченост Лазар Колишевски го открива споменикот на Гоце Делчев, дело на уметникот Љубомир Делчев.